ова издание на неделната хроника на Прва Скопска, во која се потсетуваме на настаните кои беа актуелни и одбележаа неделава што изминува, ке гледате. Во пресрет на годишнината од земјотресот, акцијаши од поранешна Југославија на работна задача во Газибаба. Скопје одбележува 55 години од катастрофалниот земјотрес. Со доделување признание клуч на општината, одбележан патрониот празник на општина Илинден. Врз основа на истражувањето објавено за администрирање на даноците во град Скопје, граѓаните не се задоволни од методологијата за проценка за да нема паушални пресметки на данокот на имот. Во објавената анализа, повеќето граѓани објавиле дека паушалната проценета вредност е далеку од реалната пазарна вредност на данокот што го плаќаат. За решавање на проблемот, експертите и институциите ќе ја поедностават постапката со подготовка на нова методологија за утврдување на пазарната вредност. За да се реализира тоа, треба да се изврши масовна процена од Агенцијата за катастар на недвижности, а се препорачува и вклучување независни проценители, особено во случаи на жалбена постапка и реевалуација на вредноста на имотот, по примерот на европските држави. Податоците покажуваат дека во Македонија стапките на данок на имот се ниски во споредба со европските земји, но сепак граѓаните не се согласуваат со износот што го плаќаат за данок на имот, односно за данок на наследство и подарок. Иако сегашната методологија не става акцент на географската локација на сопственоста при одредување на цената, што е најзначаен критериум во најголем дел од развиените држави. Таа е доста сложена и најчесто не се излегува на терен за да се направи проценка. Општините немаат доволно ресурси да го остварат тоа и да ги покријат сите имоти. Потребно е нејзино поедноставување и обезбедување како општините може да вршат увид на терен, велат испитаниците вклучени во анализата. Промена на сегашната состојба се очекува со новиот закон за проценка на кој работи Министерството за правда и завршувањето на изработката на новата методологија на која работи Министерството за транспорт и врски. Како што информираат од таму, постапката е во тек и се очекува во септември да биде донесена методологијата, за да може да почнат обуките и испитите за проценувачите. За да може да се изврши масовна проценка која би била корисна во пореална проценка на имотот, Агенцијата за катастар на недвижности досега воспостави регистар на цени и закупнини. Досега се собрани податоци од околу 70.000 трансакции за продажба на недвижности. Тие податоци треба да послужат како основа за масовна проценка. Граѓаните како проблеми ги наведуваат и присилните наплати, како и издавањето двојни решенија за данок на имот. Како сериозен проблем се посочуваат и низа банкарски провизии што се наплаќаат од граѓаните за извршување на решенијата за присилна наплата. Висината на овие провизии некогаш ги надминуваат и износот на даночниот долг. Например, за извршување решенија за присилна наплата, висината на банкарската провизија се движи меѓу 600 и 1500 денари, за делумно извршување решение од 50 до 400, при блокирање и деблокирање на сметка од 200 до 500, а за издавање податоци за присилна наплата од 500 до 50 денари. За надминување на состојбите се бараат измени на законите за даноци на имот и за даночна постапка, како и дополнително екипирање на општинските администрации, со што бенефит ќе имаат не само граѓаните со подобри услуги, туку и буџетите на општините. Проблем што трае со години е и за ослободување од данок како градежното земјиште се користи за земјоделски цели. Тоа да го докаже одреден граѓанин, буквално мора да помине низ Голгота. Постојат и примери кога по можностите за приватизација граѓаните за 300 до 400 метри квадратни дворно место добиле износ за годишен данок на имот од 8.000, 10.000 и 16.000 денари. Граѓаните со ниски примања не може да го платат тој износ, бидејќи некој утврдил таква пазарна вредност. Она за што треба да се алармира е и за проблемите на граѓаните со присилна наплата, особено за корисниците на социјална помош. Се отвора прашањето дали таа категорија на граѓани треба да плаќа данок на имот.
Од град Скопје се согласуваа дека методологијата за проценка на пазарната вредност мора да претрпи соодветни промени. Во 2017 година наплатата на данокот на имот, согласно изготвените и доставените решенија во град Скопје, изнесува 83%. Веќе неколку дена во тек е работната акција Скопје на нашите дланки, која се одржува по повод 55 годишниот јубилеј од катастрофалниот земјотрес во Скопје. Со цел символично одбележување на овој трагичен јубилеј, во Скопје со воз пристигнаа голем број акцијаши од Македонија, но и од Словенија, Хрватска, Србија, Босна и Херцеговина. Дел од нив веќе учествувале во неколку работни акции, а посебно е стакнаа работната акција од 2016 година, кога помагале во расчистувањето на последиците од поплавата во Скопје. Bili smo kao udruženje pre 5 godina na obeležavanju 50 godina od zemljotresa, sad smo opet ovde. Između toga bili smo dosta puta, tako da sam ovde osjećam se kao kod kuće. Pa svakakve aktivnosti imamo, od ujutru od ustajanja do fiskulture, trase, pa kad se vratimo imamo razne radionice, uveče imamo kulturni program. Večeras je svadba na redu, imamo pravu akcijašku svadbu. Pa jesam, učestvovao sam i ranije, učestvovao sam u Kraljevu, a bio sam i 2016. ovde u Skoplju kad su bile poplave dole u Stajkovcima i to onda smo bili tu, isto smo dali svoj doprinos koliko smo mogli. Mi smo došli ovde na radnu akciju koju što su i prethodno bili kad su bili poplave naši iz Smedereva akcijaši, tako smo i sad došli da se družimo, da nešto uradimo, da pomognemo i pozivam sve akcijaše da dođu u Smederevo kad je Smederevska jesen, da se družimo kao svake godine i da nam bude lepo. Дел од акцијашите за прв пат се во Скопје, но и на вакви работни акции воопшто. Велат дека желбата да се направи нешто корисно, како и дружењето со пријателите, биле главниот мотив неколку дена да се престојува во студентски дом во Скопје. Mi smo bili 2016. kad je Skoplje zadesilo, nažalost, poplave. Tada smo bili ovde, pomogli koliko smo mogli. Bili smo smešteni u istom ovom internatu, tako da je nama ovo drugi put da smo sa našim drugovima i dragim prijateljima. Pa, s obzirom da se ovih zadnjih godina družimo u ex-Jugoslaviji, Srbija, Makedonija, Slovenija, Bosna i Hercegovina, ali u ovom obliku još nikad nismo imali ovakav vid druženja, da bude stvarno ovako da se nešto radi. Samo je bilo veselica tako da se družimo, a ovo je sad nešto pravo. Volio bi da bi još neko napravio na ovaj način. Ovo svaka čast gradu, Skoplju i ovim našim prijateljima sa kojim se družimo, što su na ovakav način ovo obezbijedili. Nisam, do sada nisam učestvovao na ovakvim radnim akcijama, ali to mi je bila oduvijek želja da učestvujem, jer je ovde prelijepo druženje. Čuo sam od prijatelja koji su učestvovali na radnim akcijama da su to nezaboravna druženja i nešto što se pamti čitav život. A ujedno i koristimo da uradimo nešto, da doprinesemo gradu ili opštini ili bilo kome. Ja sam državni prvak BiH u drumskom biciklizmu u kategoriji preko 40 godina. I naravno, sport, uopšte sport, ne samo biciklizam, nego sport bilo kakav doprinosi čovjeku bolju fizičku aktivnost i lakše mi je zaraditi ne samo meni, nego bilo kome. Меѓу сите странци, пронајдовме и неколку млади акцијаши од Македонија. Една од нив е Јована од Охрид, на која оваа работна акција ја оставила позитивен прв печаток и ветува поголем ангажман во следните предизвици. Прв пат сум во дел од оваа акција и мило ми е што ќе учествувам понатака. Имам желба за ова. Денеска од понеделникот почнавме со нашите акции, кои што 3 дена учествувавме овдека и ги чистевме улиците, гранки. Така, може да ни кажеш како дојде до тоа да бидеш дел од акцијата, што те мотивираше да се пријавиш?
Па имаше други деца кои што тие ми кажува што се прави на акции. Мене тоа ми беше забавно и решив и јас да пробам. И пробав и ми интересно и се надевам дека ќе продолжам понатака. Акцијашите денеска ги посетија и градоначалникот на општина Газибаба, кој е и председател на одборот на акцијашите, како и амбасадорките на Република Србија и Босна и Херцеговина. По повод 55 години од Скопскиот земјотрес, 70 години од првата младинска работна акција во Маврово и 40 години од автопатот Братство единство. Скопје е домаќин на група на акцијаши од сите бивши југословенски земји, кои што работат во студентскиот комплекс Стив Наумов, и посебно сум горд затоа што освен она што значи солидарност и враќањето на она што представуваше прва помош на Југословенската народна армија и бригадирите од бившите југословенски простори, токму денеска во овој кампус тоа на еден символичен начин го правиме со цел да го одбележиме тие спомени. Јас сум граначалник кој што има 12 сојузни работни акции. Второ, автопатот Братство единство беше во тогашна Газибаба како територија. И првиот изграден кампус токму после земјотресот од бригадирите Стив Наумов, и токму тука се навраќаме на спомените од 63 година и правиме благодарност голема до сите југословенски народи кои што помогнаа во тој момент. Има голема символика и на символичен начин тоа го правиме во Газибаба. Zaista je velika ovako i čast i zadovoljstvo danas što smo došli ovdje da obiđemo ove ljude gdje ostao još uvijek taj duh radnih akcija, želje da se ljudi druže, okupe i da urade nešto konkretno, što je, moramo priznati, danas baš i nije tako česta pojava. Posebno je onako interesantno i nešto što posebno treba istaći da su ovdje zastupljene sve generacije i da stari akcijaši prenose taj duh tog zajedništva, rada na ove mlade ljude i da neki sistem vrijednosti ponovo dolazi na scenu. Eto, to je ono što je sada zaista najvažnije. Ja, nažalost, sam dovoljno stara da se sećam i 63. godine kada je bio taj katastrofalni zemljotres u Skoplju. Ja sam bila tada taman pošla u gimnaziju i sećam se i tada smo mi svi, čak i deca, skupljali pomoć simbolično onako koliko smo mogli. Tako da jako mi je drago da je obnovljeno. Pre svega akcije su, kako da kažem, jedna institucija, posebna institucija gde se gradi jedan poseban mentalitet mladih ljudi. I mislim da je ovo stvarno jedna izuzetna akcija. Jako mi je drago da ovde učestvuje jako puno predstavnika iz moje zemlje. Акцијашите го уредуваат просторот во студентскиот кампус и факултетите во општина Газибаба. Ова место е избрано затоа што акцијашите по земјотресот во 1963 година го имаат изградено студентскиот дом Стив Наумов во една од работните акции за обнова на градот Скопје. Градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски се сретна со амбасадорката на Република Србија во Македонија Душанка Дивијек Томиќ. На средбата се разговарало за проектите кои општината ги има започнато во овој период. Како што информираат од општина Газибаба, двајцата соговорници разговарале и за воспоставување на соработка со бизнис коморите во Србија, а било договорено во наредниот период да се организира заеднички економски форум, каде компаниите од Македонија и Србија детално ќе се запознаат со можностите кои ги имаат за идна соработка. Покрај ова на средбата се разговарало и за соработката во делот на културата, а било договорено дека и двете страни заедно ќе вложуваат во заштита и развој на културното наследство. Градоначалникот Георгиевски, кој е и председател на Скопскиот плански регион, ја информирал амбасадорката Дивијек Томиќ дека на последната седница донесена е одлука со која градоначалникот на општина Центар Саша Богдановиќ е именуван за официјален представник на Скопскиот плански регион за соработка во општините со Република Србија, информираат од општина Газибаба.
Во општина Аеродром се организираше акција за третирање на бездомните кучиња во соработка со жителите од општината, љубители на животни кои доброволно излегоа на терен заедно со службите на стационарот Вардариште. Според соопштението на општина Аеродром, акцијата се одвивала кај поштата во Новолисиче и опфатила хумано заловување на бездомните кучиња кои немаат маркици и никогаш не биле стерилизирани и кастрирани, а продолжува и на локации каде се пријавени глутници на кучиња. Во акцијата кучињата биле грижливо и внимателно сместени во кафези и однесени на кастрација, односно стерилизација, во присуство на ветеринар. Целта на спроведената акција е да се зголеми безбедноста на сите жители на општина Аеродром. Во меѓувреме, општинските служби работат на трајно решение, односно изградба на сопствено прифатилиште, што значително ќе ја олесни ситуацијата во иднина. Инспекцијата на општина Центар изминатите денови по претходна опомена и известување спроведе акција за отстранување на диво поставените тезги и дивите препродавачи околу Зелен пазар. По опомената, дел од дивите препродавачи продолжија со продажба на индустријски и земјоделски производи на недозволено место, на пристапните патеки и тротоарите околу пазарот. Сите затекнати диви препродавачи се санкционирани согласно законот и правните регулативи. Оваа акција се спроведува по барање на граѓаните и нивните пријави дека им е отежнато движењето и пристапот до своите влезови. Веќе подолго време во овој дел од Центар постои реална опасност од ширење на заразни болести, која се должи на препродажбата на производи со нехигиенски услови. Акцијата продолжува се додека не се отстранат сите диви препродавачи и диво поставени тезги на Зелен пазар, но и на целата територија на општината, каде што се појавуваат истите. Оваа акција е во координација со Агенцијата за храна и ветеринарство, Државен пазарен инспекторат и инспекцијата на град Скопје и службени лица од МВР. Скопје со повеќе активности и манифестации одбележува 55 години од катастрофалниот земјотрес во 1963 година, во кој 1070 луѓе го загубија животот, а 3000 беа повредени. Катастрофалниот земјотрес се случи во 5 часот и 17 минути, а помали потреси имаше до 5 часот и 43 минути. Скопскиот земјотрес се почувствува на простор од околу 50.000 квадратни километри. Од потресот беа урнати 15.800 станови, а оштетени беа 28.000. Над 200.000 луѓе останаа без покрив над глава. Од трагедијата на Скопје, целиот свет беше возбуден и ангажиран. Меѓународниот Црвен крст упати апел до сите национални организации да организираат храна за скопските деца. Интерпарламентарната унија упати препорака до сите парламенти и влади да помогнат во обновата на градот. Хуманитарните организации во многу земји пристапија кон собирање помош за Скопје. Така Скопје стана град на меѓународна солидарност. Обединетите нации веднаш по катастрофата презедоа активности за плански и долгорочно да му се помогне на разорнатиот град. Во времето кога екипи стручњаци на Обединетите нации почнаа да пристигнуваат во Скопје, во седиштето на меѓународната организација беше речено дека Скопје ќе биде споменик на човечката солидарност. На 23 септември 1963 година 35 земји побараа Генералното собрание да стави на дневен ред од своето заседание точка за преземање мерки по повод земјотресот во Скопје. По 4 дена на 27 септември Генералното собрание и даде приоритет на меѓународната акција за давање помош на Скопје. На 14 октомври по двочасовна дискусија Генералното собрание на Обединетите нации едногласно усвои резолуција за давање помош на југословенската влада при реконструкција на Скопје. Во резолуцијата се изразува жалење по повод големата катастрофа. Во дебатата за давање помош на Скопје, Генералното собрание го ислуша излагањето на представници од над 20 земји од сите континенти. Тој ден остана во аналите на Обединетите нации како ден на Скопје. Црвениот крст на град Скопје ја одбележа 55 годишнината од катастрофалниот земјотрес во Скопје со традиционална крводарителска акција, која се одвиваше во музејот на град Скопје.
Граѓаните секоја година на 26 јули ги покажуваат својата хуманост и солидарност кон своите сограѓани. Од година во година интересот на дарителите се зголемува, а со оваа акција од Црвениот крст очекуваат околу 120 дарители да даруваат крв. Кеси со собраната крв ќе бидат предадени на Институтот за трансфузиона медицина и ќе ја добијат оние кои имаат најмногу потреба од неа. Всушност, денешната крводарителска акција има за целите да мотивира пошироката јавност, пред се луѓето кои што се хумани крводарители да дојдат, да не посетат, да даруваат крв, меѓутоа да продолжат и понатаму, бидејќи крводарувањето е еден процес кој што бара континуитет, кој што постојано потикнуваме, мотивираме нови повозрасни млади крводарители повозрасни да продолжат да даруваат крв, така што овие големи крводарителски акции секогаш велиме дека се на еден начин и промоција на сето она што го правиме на ово поле. Инаку акцијата е една од помасовните во нашиот град. Навистина е важно што се случува токму во летниот период, кога има навистина и поголема потреба од крвни продукти, затоа што луѓето се поодмори, навистина се раздвижени и навистина е важно да го правиме ова вака организирано, меѓутоа и во текот на целата година, па и впрочем и во текот на целиот овој летен период. Оваа крводарителна акција првпат е организирана во 1963 година за потребите на настраданите од земјотресот во Скопје. На овој ден доаѓаат и дарителите што се емотивно поврзани со датумот и даруваат исклучиво само на 26 јули, за да оддадат почит кон повредените и настраданите во земјотресот. Македонското здружение за култура, обичаи и традиции Гороцвет, Домот за деца без родителска грижа 11 октомври од Скопје и Здруженијето на медицински сестри, техничари, акушерки и стоматолошки сестри во знак на сеќавање и незаборав на 26 јули и жртвите од катастрофалниот земјотрес денеска организираа добротворен настан. Во хуманитарниот настан учество зема и познатиот македонски хуманист Живко Поповски Цветин, кој за децата одржа ликовна работилница. Овој настан е во организација на Македонското здружение за култура, обичаи и традиции Гороцвет, чиј председател сум јас, и го посветивме на Денот на солидарноста, зашто солидарноста навистина во секој момент кога настануваат природни катастрофи е од особено значење. Луѓето да си помагаат меѓу себе, државите и така натаму, како што сега има и во Грција случај, но катастрофалниот земјотрес пред 55 години беше навистина една човечка катастрофа при што загинаа над 1070 луѓе, а се направија и големи материјални штети во нашата земја. Во Скопје, и благодарение на таа солидарност, на таа хуманост што ја покажа сите, да речам, држави во поранешна Југославија, дојде и председателот Тито, дојде и Хрушчов од Русија и така целиот свет на некој начин ја изрази својата солидарност и овај ден стана светски ден на солидарноста преку Обединетите нации. Ние како установа и институција која што згрижува деца без родители, родителска грижа, секогаш сме секогаш ни се пружа некоја си хуманост или некоја солидарност од луѓето, од околината, од градот и од државата. Сметавме дека е убаво да и ние на некој начин допринесеме во тој дел. Ако ништо друго, барем со одбележување на настан кој што се одвиваше тука со присуство на луѓе кои што го преживеале земјотресот, луѓе кои што имаат поминато низ тие денови такви, кои што ја пренесоа нивната историја, тоест нивното искуство од тогаш, со ликовна работилница, каде што ги изразуваа своите чувства и она што смета дека треба да се изрази, така да беше една убава дружба во секој случај. Во рамките на поетската програма, поетесата Анита Бошковска изведе пригодна песна за поетесата Даница Ручигај, која животот го загубила во катастрофалниот земјотрес на 26 јули 1963 година во Скопје, а свој настап имаше и актерката Аница Бебиќ. Целта на добротворниот настан е заедно со децата да се испрати порака за мир, хуманост и солидарност. Во текот на земјотресот медицинските сестри има своја несебична улога во спасувањето на ранетите и тие како еден вид ангели долетуваа од повреден до повреден и
им градува, им несува надеж за новиот живот на повредените. Градот на љубовта. Градот на љубовта во сладок сон спие. Се буди во мене животот, сонувам со отворени очи. Во новото утро што раѓа надеж. Го направив првиот чекор во денот. Последен пат ги видов тие што во срцето ми се. Не губете време во несакање. Покажете колку љубов носите, да не биде доцна ако некого загубите. Со уметничкото украсување или ковната работилница, која се одржа во дворот на домот, и со поезијата да се испрати порака да го разубавиме Скопје, секој во својот двор, се стави акцент и на екологијата. Пораката да си помагаме ја испратија медицинските сестри и потсетија дека сестринството одиграло значајна улога во лекувањето на луѓето погодени од земјотресот. Секогаш е добро да се подржи настан кој носи некоја порака за солидарност, хуманизам, за љубов и меѓучовечко разбирање, особено на вакви датуми, на вакви моменти кога се потсетуваме на многу луѓе кои оставиле зад себе многу силни пораки и голем аманет. Скопје е град на солидарноста, ние живееме во Скопје и секогаш тоа треба да го имаме на ум, да ја пренесуваме таа порака и на најмладите. Мене ми беше чест што како новинар и како денеска и во улога на модератор на програмата бев дел од овој убав настан за децата. Ги запознавме со 26 јули неговото со катастрофата и неговото значење. Домашни и странски делегации денеска на градските гробишта во Бутел положија цвеќе пред споменикот на загинатите од катастрофалниот земјотрес во Скопје што се случи пред 55 години. Во чест на загинатите венец положи официјална делегација на град Скопје предводена од градоначалникот Петре Шилигов. Со положување цвеќиња, почит на жртвите им оддадоа и делегации од Собранието на Република Македонија, на политичките партии, на сите скопски општини, представници на Црвениот крст, на армијата на Република Македонија, на јавни предпријатија и културни установи, како и бројни граѓани. Цвеќиња на гробиштата на загинатите од земјотресот положија официјални делегации од странство, меѓу кои од Соединетите Американски држави, Република Кина, Република Франција, Кралството Холандија, Руската Федерација и делегација од Европската Унија. Одлука за давање на помош во висина од 2 милиони динари за настраданите во катастрофалните пожари во Република Грција на вонредна седница донесе Советот на град Скопје. Како што информираат од градот, со одлуката како израз на солидарност према настраданите во катастрофалните пожари во Република Грција, градот ќе додели помош во износ од 2 милиони динари, поточно парична помош во износ од 1 милион динари и непарична помош во износ од 1 милион динари. И општина Карпош отвори пунктови за собирање на донации за жртвите и настраданите од пожарите во Република Грција. Еден во спортската сала на училиштето Лазо Трповски и уште еден во спортската сала на училиштето Владо Тасевски. Пунктовите, како што информираат од општина Карпош, ќе бидат отворени од 12 до 18 часот денеска и утре, додека за време на викендот од 10 до 14 часот. Градоначалникот на општина Карпош Стефан Богоев ги повика сите граѓани, фирми и организации да ја покажат својата хуманост и да донираат дел од потребните продукти, како вода, конзервирана храна, средства за хигиена и за дезинфекција, како и пелени за бебиња. Во овие моменти најбитно е да ја покажеме нашата хуманост и солидарност. Ве повикувам сите граѓани на Карпош. Поголем дел од продуктите да ги донираме и да помогнеме во вид на вода, конзервирана храна, средства за хигиена и дезинфекција, пелени за бебиња, а дополнително на овие пунктови ќе бидат истакнати и сметките за донации во парични средства. Карпош од секогаш бил символ на хуманост и солидарност. На денот кога одбележуваме 55 години од катастрофалниот скопски земјотрес, да се солидаризираме и сите заедно да подадеме рака кон Атина, која во минатото помогнала во возобновувањето на Карпош. Улицата Атинска, која се наоѓа во Карпош, е потсетник на хуманоста која што Атина некогаш е имала кон Карпош. Сега е време ние да возвратиме и ние да одговориме.
Граѓаните имаат можност да донираат 100 денари со повик на телефоните 075 070 или 077 143 400 или со донација на жиросметка на Фондот за солидарност во Комерцијална банка. Црвениот крст на Република Македонија отвори жиросметка на која сите заинтересирани правни субјекти и граѓани ќе може да се вклучат во акцијата за помош на настраданото население во пожарите во Грција. Парична помош заинтересираните може да уплатат на жиросметка на Фондот за солидарност. Заинтересираните може да донираат по 100 денари за повик на телефоните 075 070 и 077 на 143 400. Пожарите кои го зафатија подрачјето на Атина во Грција предизвикаа големи материјални штети кои го погодија населението, но и за жал човечки загуби. Црвениот крст на Република Македонија континуирано ја следи состојбата и согласно добиените насоки од страна на Меѓународната федерација на Црвениот крст и Црвената полумесечина, соодветно ќе действува, се наведува во соопштението на Црвениот крст. Под мотото со Илинден традицијата продолжува. На свечен начин општина Илинден го одбележа патрониот празник Илинден 2 август и националниот празник на македонскиот народ, како и 22 години постоење на општината. За прв пат оваа година на свечената седница што се одржа во салата за совет, општината на двајца стопанственици кои придонеле со својата работа за развојот на Илинден им додели признание наречено клуч од општината. Ова признание се доделува на правни и физички лица кои со својата поддршка на локалната самоуправа придонеле за побрз развој на општината во спроведувањето на нејзините планови и активности за овозможување подобри услови за живење, подобрување на животниот стандард и квалитетот на животот на граѓаните на општина Илинден. Добитник на признанието е Друштвото за меѓународен транспорт и шпедиција Дени Интернационал. Сопственикот Страшко Јакимовски за Прва Скопска рече дека компанијата постои од 1991 година и цели овие години успешно функционира на територија на општина Илинден. Во компанијата работат 3 оддели: шпедиција, транспорт и магазинско работење. Ова признание ќе ги мотивира и понатаму да продолжат со успешна работа. Признанието клуч од општината го доби и Момчило Николовски, кој на општина Илинден и подарил деловни простории од 400 метри квадратни, каде што ќе се смести јавното комунално предпријатие Илинден. Како што истакна Момчило, тој и претходно имал инвестирано во општина Илинден, учествувал во изградба на улици во должина од 2 километри, а како што рече, општина Илинден и понатаму ќе ја има неговата поддршка. Во рамките на одбележувањето, жителите на Илинден имаа можност да уживаат во атмосфера каква што може да понуди амфитеатарот во паркот Галерија на отворено, во настапот на нашата музичка легенда Владко Стефановски, кој беше специјален гостин на вечерта. Владко за Прва Скопска рече дека присутните ќе може да уживаат во концерт каков што свират по сите фестивали и летни концерти оваа сезона. Се заблагодари на општината што го поканила токму тој да гостува во пресрет на големиот празник Илинден. Додека присутните уживаа во звуците на македонскиот виртуоз, повозрастните жители го честитаа празникот на сите граѓани. Задоволни се од тоа како изгледа својата општина и рекоа дека е најубава во Скопје. На помладите жители исто им се допаѓа својата општина, а најмногу тоа што има многу детски игралишта каде што го поминуваат слободното време во игра. Во знак на сеќавање на катастрофалниот земјотрес кој пред 55 години го разурна Скопје, новинарите Свето Стаменов, Искра Чоловик и Васил Тоциновски ја подготвија антологијата Ден судбоносен 26 јули 1963. Промоцијата на антологијата, која се одржа во Домот на културата во Автокоманда, ја отвори градоначалникот Борис Георгиевски, кој го искажа задоволството што токму општина Газибаба го помогна издавањето на ова дело, кое ќе остане за идните генерации, да свидочи за немилиот настан од поновата историја на Скопје. Ние како општина Газибаба со огромно задоволство
го поддржавме издавањето нова антологија, која преку песните, кои се распространени на 326 страници, а кои изразуваат големата болка, страдање, тага, но и солидарност со Скопје. Читателите одблиску ќе можат да осознаат многу повеќе за природната непогода, која во 5 часот и 17 минути за само 12 секунди речиси до темел го разорна градот, каде што животот го загубија 1770 животи. Повеќе од 4000 беа повредени, а околу 200.000 остана без покрив над глава. За крај, искрено посакувам оваа трагедија никогаш да не се повтори, а оваа книга да биде вечен символ. Универзитетскиот професор и писател Александар Прокопиев го раскажа своето искуство со земјотресот, кој се случил кога имал 10 години. Тој насловот на антологијата Ден судбоносен 26 јули 1963 го толкува на два начина и потенцира дека Скопје, иако некогаш разорнат и разрушен до темел, сега е метропола со која треба да се гордееме. Со очите на 10 годишно дете, како што бев јас, кога се вратив во Скопје, затоа што татко ми, како градежен инженер, со многу други луѓе, млади, и таа кон Скопје да помогнат да спасат од урнатините и да почнат да градат и санираат. Значи, останале тие гледки на нешто што ви се чини дека е завршено. Затоа што одеднаш од еден преубав град, од малата во кој се игравме, од другарчињата што вика и прескокнува преку зидовите на куките и јавлиите. Одеднаш пред вас имаше само чад, смрдеа и плач. Но, како што во некои од овие песни, во преубавата антологија на Искра Човович, Свето Стаменов и Васил Тоциновски се покажува, веќе во тој миг на страшна трагедија, човечкото дојде најнепосредно до израз. Одеднаш од сите страни на светот гледав како дете во тие правливи улици како доваѓаат камиони со помош. Гледав како војниците копаат, извлекуваат денонокно од урнатините. И ова антологија, иако носи наслов Ден судбоносен, јас го толкувам на два начина. Ден судбоносен затоа што се смени ликот на еден град, но ден судбоносен затоа што новиот лик на градот се изгради со човечката солидарност. Во изданието со своји песни се застапени автори од сите генерации македонски поети, а една од нив е и младата Надица Караколева, која преку свое видување испреќа порака до сите генерации. На 127-та страна во антологијата насловена Ден судбоносен 1963 се наоѓа писната 20 секунди од младата авторка и поетиса Надица Караколева. Токму по тој повод ќе ја прашаме и Надица што е тоа што најмногу ја инспирираше и ја мотивираше да ја напише оваа песна. Добро вечер, благодарам за поканата за едно кратко интервју. Мојата инспирација потекна од тоа што како што гледаме, значи јас не сум го преживеала земјотресот, слушањето на разните разговори од родителите и од оние кои го преживеале е многу страшно искуство. И како што ми го раскажува, така на некој начин и јас го доживеав, но го доживувам преку да сакам да го објаснам преку песна. Со тоа што секоја година се одржува како меморијален ден за земјотресот, оваа година Општина Гази Бабо одлучи да направи книга, каде што ќе се одржи од повеќе автори песни, со тоа што една инспирација ми беше да бидам ја дел од оваа книга, со тоа што сакав да ја сврзам, бидејќи многу песни, нивниот завршеток е многу негативен, сакав да ја завршам малку позитивно, бидејќи по завршетокот на земјотресот се обединуваат сите нации, со тоа што мојата песна има некој среќен крај, кај што затоа ние седиме тука денеска, благодарение на сите земји, со помош.
Антологијата, која е плод на речиси двегодишна континуирана истражувачка работа, содржи 182 песни на 90 на поети од речиси сите страни на светот, кои преку нив ги искажуваат својата болка и тага за она што го снајде Скопје во тој судбоносен и во црно завиткан 26 јули, но и надежта дека Скопје повторно, како Феникс, ке се крене од пепелта и урнатините. Во прилогот насловен Скопскиот земјотрес и музиката, за прв пат на едно место се собрани текстовите на песните што за скопската катаклизма и за Скопје ги испеа легендите на македонската народна музика Никола Бадев, Васка Илиева, Александар Сариевски и сестрите Мавровски. Заморот се смета за една од 5 фатални причини за сообраќајни несреќи. 20% од сообраќајките што се случуваат на патиштата се поради заморот на возачите. Од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата апелираат возачите да го следат нивото на заморот, за да не се случи да го загрозат сопствениот и животот на останатите учесници во сообраќајот. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата ги советува возачите да се наспијат и одморат пред патувањето. Ако тргнуваат на долг пат, да изберат патишта кои имаат повеќе содржини во возењето, да испланираат места за застанување, да пијат повеќе вода за да не дојде до дехидрација, да избегнуваат течности со многу шеќер и алкохол, да јадат помалку и да избегнуваат тешка храна. Возачите потребно е да прават кратки паузи на секој 2 часа. Долгите паузи се препорачуваат меѓу 15 и 17 часот, бидејќи во овој период од денот возачите се повеќе заморени. Од предстојниот викенд, автобусот на ЈСП Скопје со број 25 што сообраќа од транспортен центар до Средноводно, место во 8 часот ке тргнува во 7 часот и 30 минути, на барање на планинарите и поради летните температури. Од ЈСП Скопје информираа дека промената на возниот ред ке важи за време на викендите и државните празници. Останатите поаѓања се реализираат според важечкиот утврден возен ред. Од јавното претпријатие потсетуваа дека за време на викендите и за време на државните празници, возењето со автобусот на линијата 25 е бесплатно за сите граѓани, а истото важи и за сродните линии 25А и 25Б, кои се обраќаат до Средноводно, а тргнуваат од Стара железничка станица, односно од Дом на печат. Бесплатно е возењето и на линијата 28, која вози од транспортен центар до Нерези Македонско село. Бесплатниот превоз се воведе по предлог на голем број граѓани, а истовремено доби поддршка и од градот Скопје и ЈСП Скопје, пред се од еколошки аспект, со цел да се контролира и регулира движењето до Средноводно, посочуваат од ЈСП Скопје. Тоа беше се за оваа емисија, а вие следите ги и понатаму неделните прегледи на вестите.